Во самото срце на Скопје кеот на Вардар стои како споменар на вековните истории и животните причини на градот. Ова вековно шеталиште, приспособено на потребите на времето и луѓето, е една од значајните локации во градот, што го спојува својата историја, култура и социјален живот. Кеот на Вардар остана не само географска точка, туку и откривање на различни епохи во историјата на Скопје. Прегледувајќи го периодот од традиционален пешачки простор до модерен урбан центар, се забележува промена на ова магично шеталиште. Овие инсерти на помладите ќе им дадат јасна слика за времето на нивните родители и разликите кои постојат помеѓу генерациите денес и тогаш. Од јавното предпријатие Водовод и канализација известуваат дека на 21.2.2024 година среда, поради уличен дефект прекинато водоснабдување ќе имат корисниците од улицата Нерешка, улицата Досие Синаецки и дел од улицата Жданец. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 9 часот до завршување со санација на дефектот. Овие улици се дел од општина Карпаш. Општина Кисела Вода во соработка со Министерството за здравство и програмата за спроведување на превентивни прегледи за рана диагностика на пречки во развојот на слухот, говорот и гласот кај децата, од денес започна со активност во сите градинки на територијата на општина Кисела Вода. Со превентивни прегледи кои ги врши стручниот тим на јавната здравствена установа Центар за рехабилитација на патологија на вербалната комуникација, ќе бидат опфатени деца од 4 до 6 годишна возраст. По откривање на евентуални аномалии, лекарите ќе ги контактираат родителите и по потреба ќе им предложат дополнителни консултации со логопед и дефектолог. Учениците од сите општински основни училишта во Карпош деновиве активно учествуваат во работилници против врсничкото насилство, кои се спроведуваат во рамки на општествената одговорна кампања на Крени глас против врсничкото насилство. Основците и стручните служби во училиштата учествуваат во работилници кои се одржуваат во секој училиште поединечно, преку кои што се запознаваат со причините, последиците, како и начините на кои што може да се справат со булингот. Целта на овие активности е да се подигне свеста меѓу учениците, додека последиците од врсничкото насилство не може да се санираат, но може да се превенираат. Оттаму стручни лица упатуваат пораки до пошироката јавност, дека секој има можност да избере дали ќе молчи и ќе го игнорира врсничкото насилство или ќе крене глас и ќе разговара за него. Водата во Скопје е безбедна и микробиолошки исправна, соопшти од јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје. Според неделниот извештај за квалитет и безбедност на водата за пиење, добиена од анализите спроведени во секторот за санитарна контрола, направени овој месец, покажуваат дека сите анализирани примероци одговараат на правилникот за барање на безбедност и квалитет на водата за пиење. За анализата биле земени 187 примероци за физичко-хемиска и 187 примероци за микробиолошка анализа на вода за пиење од 43 мерни места во град Скопје. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја сакам, во саја